Почитувани гледачи, добро вечер со ново издание на емисијата Аргумент Плюс. Гостин во неа господинот Павле Трајанов, председател на Демократскиот сојуз и национален координатор за борба против тероризам и насилен екстремизам. Добро вечер и благодарам што прифативте поканата, господин Трајанов. Секогаш има нешто и подолго време не сте ни гостували, а секогаш има и зашто нели да ни гостувате и зашто да поразговараме. Еве последно беше извештајот на Европската комисија, делот кој што вие го координирате, нели делот на борбата со справувањето нели со тероризам и насилен екстремизам, како што е целиот нели израз. Практично доби високи оценки или невисоки оценки во смисла дека 2-3% има само закани со кои што Република Македонија се соочува нели на овој план, дека другото во смисла добро се превенираат. Мислам дека генерално е многу битно представниците на Република Македонија да ги презентираат резултатите. Значи многу е тоа битно и клучно е за градење на оценките што ги граде Европската унија. Затоа што тие што мислат дека Европска унија има увид во се, дека тие ќе ги оценат работите какви што се, не може да ги оценат ако при презентацијата не ги презентирате на вистина постигнатите резултати во сите области. Бидејќи Македонија е добро организирана, системот добро е поставен во борбата против тероризмот, се разбира дека тука се клучни институциите кои што работат на спречување на радикализација, насилен екстремизам, борбата против тероризмот, дека има тука постигнати добри резултати, тој систем е добро поставен, се разбира дека тој систем треба да се надоградува, да се користат, да се вклучуваат добрите практики, но од страна на Европската унија и другите меѓународни фактори имат кредибилен, да речеме, партнер во Македонија, како и на кој начин се справува со обидите за насилен екстремизам и тероризам. И според сите анализи на службите дека нивото на закана од тероризам е ниско. Значи Македонија се рангира дека е безбедна и стабилна држава од аспект на заканите за тероризам и тоа е добро. Значи имаме добро развиен систем кој што функционира и мислам дека објективна е оценката, се разбира дека таму има одредени сугестии, но генерално кажам дека се постигнуваат во овој дел задоволителни. Јас можам да кажам дека исклучително добри резултати. Така, во овој дел екипираноста, како да кажам, е затоа што сме како членка на НАТО, колку и тоа влијае, или Македонија и на национален план претходно си беше добро екипирана во овој дел, господин Трајанов? Тука оценките се дават врз основа на активноста на институциите. Тука е Агенцијата за национална безбедност, Министерството за внатрешни работи, Агенција за разузнавање, Министерство за одбрана и други институции, се разбира дека тој систем функционира и тука е главната оценка. Националниот координатор или комитетот во кој што партиципираат 22 институции, дека ги следи, насочува, координира активностите, главно се насочени нашите активности кон јакнење на капацитетите на државата, се разбира јакнење на система за превенција, во кој што се вклучени голем број институции, но исто така и невладиниот сектор кој што работат или тој така наречен мек пристап кој што делот на планот на превенцијата и тука има повеќе од 20 невладини организации кои што се вклучени во тој процес. Сите овие активности треба да се насочуваат, да се координираат и мислам дека тој процес засега, како што нагласив, исклучително добро функционира и има резултати. Еве, господин Трајанов, колку се присутни обидите за тероризам и за насилен екстремизам во регионот? Еве не би одела конкретно врз Македонија, бидејќи кај нас обично нели регионално, дури и терористите или екстремистите делуваат повеќе регионално, како да кажам, Македонија долго време беше под сериозни закани. Сите оние случаи на меѓународен план имат рефлексии во Македонија. Порано над 145-6 наши државјани биле вклучени во исламска држава во овие паравојни, параполитски или терористички организации. Враќањето нивно беше сериозен безбедносен проблем. Со носење на измена кривичен законник на иницијатива во парламентот, таа иницијатива тогаш ја се дадов,
се обезбеди генерална превенција. Заканата за затворска казна, тие што ќе учествуваат во или ќе организираат учество во овие паравојни, параполициски формации, казнено кривично дело, тоа обезбеди соодветна генерална превенција. Значи, она што се случува во Блискиот Исток, Хамас, речеме, појасот Газа и така натаму, војната во Украина, сето тоа има влијание. Значи, геостратешките безбедности предизвици имаат соодветно влијание на состојбите во Македонија, затоа тој систем треба на време да функционира. Нашите служби крајот на 2024 и почетокот 2025 открија обиди за подготовки за извршување на терористички акт во Македонија и тоа беше оценето како исклучително добра активност за службите за безбедност. Се разбира, овие служби соработуваат со странските партнери, треба да соработуваат. Што е клучно е тоа што Може да кажете нешто повеќе околу тие обиди за терористички акт? Не, тоа беше веќе јавно објавено, но генерално, значи сега, бидејќи тие оценки се менуват врз одредена личност, врз одредени институции. Тие се подготвувале, почнувале да набавувале материјали соодветни. Значи, тоа се информации кои што се веќе и познати во јавноста, но службите, значи, работат континуирано, бидејќи мора да работат. Ако во Македонија се врателе 120 припадници на исламска држава, на терористички организации, тие представуваат сериозна безбедност закана за државата и мора тој систем да функционира, да се преземат сите мерки за да спречат евентуално повторно вклучување во некакви паравојни информации или па загрозување на безбедноста на државата, можен напад на институции, на странски представништва, НАТО, Европска унија. И се тоа мора да тоа е сложен процес, мора да функционира добро ако сакаме да бидеме мирна и стабилна држава, барам во тој дел каде што се посветува огромно внимание, се трошат огромни ресурси за да Македонија да биде стабилна и во овој контекст е многу битно да се каже дека Европска унија подготви нов заеднички акцијски план за борба против радикализација, насилен екстремизам, борба против тероризмот, финансирање на тероризмот преку криптовалути и други начини, вештачката интелигенција која се користи исто така во овие процеси. Тој нов акцијски план ние имаме врска како држава, бидејќи сме сега подписници, да разработиме посебна стратегија, посебен наш акцијски план за действување и тоа моментално го работи Национален комитет во соработка со институции, се разбира во соработка со статски партнери, Комитетот за борба против тероризам соработува со Совет на Европа, ОПСЕ, Европска унија, со бројни амбасади, така да има многу широки активности кои што се подпират на стратегии, на посебни национални планови и програми. Се тоа, баш еве денеска имаше на расправа за хибридните закани. Да, баш сакав да споменам, бидејќи некош не е терористичкиот акт само со оружје или со самоубици, бомбаши самоубици што ги викаме, толку е софистициран тој систем и активностите на терористите што не може човек да им пофати конци, хибридни закани врз информацијски системи и тоа. Колку се тие закани опасни или еднакво опасни со овие другиве? Прават анализи, тоа го прави Европската унија, НАТО, поразвиените држави во овој дел, значи разработат последни стратегии за следење на тие можни закани, последиците, тие не се видливи, не можете да ги видите со голо око, да речеме, како и на кој не се одвиват, но главно се насочени да се создава недоверба према системот, према институциите, према се она што се прави. Значи, тоа е еден многу сложен, манипулативен систем, кој што ги напаѓа младите генерации, че се користат сега сите социјални мрежи и другите инструменти за напади и мислам дека тој невидлив процес што се одвива, тој ќе се зголемува во наредниот период, бидејќи што е идејата е да се напаѓат оние, речеме, група население кои што после тоа имаме акција и реакција. Реакцијата е негативна према се она што се случува и ако се наруши довербата во една држава, во државата, во
како ќе се движи државата во институциите, зависи која е на власт. Тоа е првата цел за влијание после врз државата. Тука бидејќи се вклучени странски агенции, разузнавачки служби, не се само овие терористички организации, се работи за по-сложено, повисоко странско влијание, каде што се вклучени голем број на експерти со соодветни особено од програми. IT секторот, предпоставувам така, од IT индустријата. Да, тука се и интелигенција, хибридните закани, закани, така, да. сајбер нападите. Значи, ова е доста комплексно прашање. Имаме Министерство за дигитализација кој што на поорганизиран начин тие ги следи, веројатно дека тој систем мора да се развива, да се унапредува, да се изградат институции кои што професионално ќе следат сите Ќе овие бидат и закани. поотпорни, така ќе пресретнуваат да. такви можни нели закани. Па заштитата е исто така многу сложен процес, тој треба и знаење и технички можности, да имаме ресурси кои што тоа може да го следат на професионален начин. Така да тој план еве денеска беше презентирано и од председател на владата, од министрот за дигитализација, дека државата го следи целиот тој процес и согласно Европската унија, бидејќи има таму таков центар, Европска унија и НАТО, дека сите тие работи сега се следат, се соодветно организираме. Веројатно тој систем мора да се унапредува постојано, бидејќи се менуваат начините на закани спрема државите. Сите држави, не само Македонија. Апсолутно капацитетите Македонија треба да ги гради на тој план, поготово што каскаме во тој дел. Имаше едно истражување кое што вели дека само 1% од фирмите во Македонија користат вештачка интелигенција како алатка, значи сме многу далеко од тој процес, но ќе треба забрзано ако сакаме нели да го фатиме. Да, има најави и така, дека младите самостојно се обучуваат, но колку што има најави дека тоа ќе биде дел од процесот на образование, затоа што вештачка интелигенција ќе биде се повеќе потребна, но исто така од злоупотребата на вештачка интелигенција мораме да бидеме подготвени ако сакаме како држава да се противставиме на се оно што значи закана преку вештачка интелигенција. Да, и тој систем е лесно прилагодив преку вештачка интелигенција за манипулации, за компрометација на луѓе и така натаму. Така да тој систем веројатно ќе мораме да го следиме многу внимателно и се подготвуваме и конкретно да действуваме. Така. Господин Трајанов, колку ви се вам познати, предпоставувам дека ви се изјавата на министерот за надворешни работи и надворешна трговија Муцунски дека во регионот на Западен Балкан постојат или забележани се активности на злонамерни сили. Не кажа кои се тие злонамерни сили, меѓутоа токму за ова што сега до сега разговаравме, колку се тие присутни злонамерни сили, да. Мислам дека се доста присутни, нивно действување, како што рекој на почетокот, не може да го ви приметите. Значи, тоа делува преку системите, информационните системи. Тука е целата закана. Можности се неограничени, вклучително сега се користи и вештачката интелигенција, така да таа реална закана постои, но што е поопасно, овие закани ќе се зголемуваат и ќе се мултиплицираат, бидејќи се менува начинот на действување. Затоа викам дека тоа е доста сложен процес и мора одговор да биде соодветен како држава и во таа насока еве се соработува со повеќе држави, со Европската унија, со НАТО, за соодветно да се подготвиме. Значи повеќе институции тука се вклучени, сега има идеја да се направи некаква посебна агенција или за тоа ќе се разговара, ќе се видиме така да може би во некој од постојните институции тоа да се вклопи како посебен одел кој што на професионални сите овие закани за кои што зборуваше и премиерот, Муцунски или другите некои министри што ги јавно веќе отварат како проблем кој што е присутен во регионот, но и во Македонија. Така. Трајанов, колку сме ние податна како држава, како општество за такви влијанија овде, со нецелосно развиен или добро развиен систем за одбрана од тие можни напади? Па не повеќе споредено со другите држави, со Германија, Холандија, Франција. Речеме тие што имат проблем сега во последните години, агресивноста кај младите секаде е поприсутна, но исто така и можноста за
влијание над младите генерации полесно. Има еден феномен дека има движења кои што се организираат, затворени групи кои што работат на тоа против институциите. Зборуваме како пример Холандија или Англија или Германија, каде што се повеќе изразено присуството. Процик е дека во некои тие групи има вешаност на странскиот фактор. Сега, сите тие, речеме, сложени активности што се одвиват, се доста добро програмирани, како и некој начин постепено како се вклучуваат младите, како се инволвираат во сите тие процеси. Дури има такви движења кои што не знам, од обез сакат да направат некаква диверзија, штета на државата, на државни институции, што кај нас сепак помалку е застапено таа изразита агресивност што е присутна во некои поразвиени земји членки на Европската унија, но присутна е обид за манипулација, е присутна има. Со помладата нели генерација сигурно дека има, да. Тоа е сериозен проблем околу агресивноста на младите кој што се поттикнува. Кај нас што е опасно, да речеме, агресивноста се поттикнува во некои случаи на етничка основа, каде што политичките партии мислат дека на тој начин, дека ако има на некакви спортски надпревари, агресивност и така натаму, дека на тој начин ќе добиат тие самите политички поени, бидејќи етничките прашања сега се битни за стабилност или нестабилност на државата и тоа партиите посебно пред избори, некои од политичките партии го користат тоа, но се разбира дека информациите, правите информации, навремените информации, дека тоа може да го амортизират и многу да не добиат, во наредниот период можеби нема да бидат пресудни, не пресудна одлуката на граѓаните која политичка партија ќе ја поддржат, зависно од обидите за нивна манипулација на разни манифестации. Така, значи ода до таму тие работи. Добро, и сме сведоци и кај наши фудбалски нели надпревари имавме такви случувања. Има и при прослави на годишнина, знаме, така. Не знам и се она што може да се користи. Значи, поддршката на етно, на национализмот е тема за која што треба отворено да се разговара и партиите веќе наместо тоа да го користат за добивање на политички поени, треба да предлагаат проекти за економски развој, развој на демократските институции, а не додат на манипулативни активности што мислат дека на краток рок им донесат потрска од некоја етничка заедница. Господин Трајанов, споменав некаде на почетокот дека предходно Европската комисија нели го лиферуваше извештајот за напредокот на реформите во земјава. Имаме статус ко во делот на правосудството, борбата со организираниот криминал и корупцијата, што исто така не е добро и кога се стои во место. Добро е што не се назадуваме, не е добро кога се стои во место. Дел сте од владата, деновиве премиерот речиси да нема јавен настап каде што не бара оставка од јавниот обвинител Коцевски. Исто така околу системот нели на исплаќање или како да кажам колачот од буџетот за правосудството, односно за судските органи, за судиите. Дали стоите зад тие негови барања и вие како Демократски сојуз, како дел од владата? Значи, Демократскиот сојуз како политичка партија разработи идеи или тези за реформа на судскиот систем. Праксата покажува дека тој систем е некредибилен, дека е корумпиран и дека не ја дели правдата така како што треба. Ние што предлагаме? Предлагаме длабоки реформи во тој систем, не само оно што го предлага експертите на Европската унија, како и на кој начин или на Советот на Европа да се реформира тој систем. Мислиме дека треба да овој систем да се коренити промени, треба да се направат промени. Вака како што е поставен, мислам дека... Во која смисла? Еве некои од експертите, домашните експерти велат закон, нека се почне со закон за потек на имот. Значи не може да градиме систем, ние, тоа е флоскула дека самостојност. Еве има еден уставен амандман во кој што пишува дека судите не може да одговарат кривична одговорност за одлука што носат. Ако судијата не одговара за одлуките што ги носи, зашто ќе одговара друго? Значи,
обезбедиле тогаш преку партиите во парламентот, промена на уставот и се заштителе. Значи не може на тој начин да функционира системот. Или пак трајниот мандат за судиите. Апсолутно, мислам дека треба на 5 или 7 години да има механизам да се преиспитува работата на тие што работат честно, кои што си терат работа согласно уставот, законите, тие треба да одат, да останат таму или да бидат унапредени, но оние што ќе покажат лоши резултати, за кои што ќе има сериозни сомненија дека се корумпирани и така натаму, дека тие треба не треба да и се продолжи мандатот. Значи мора судството во целина да има механизам кој што ќе ја оценува и ќе ја контролира работата. Мора да имаме меѓусебна зависност помеѓу извршната, законодавна и судската власт. Тоа што го зборуваат флоскула дека треба да биде независен, одвоен, треба да биде и така власти треба да се одвоени, да. Тоа се добри вака зборови, добро да се слушат за пропаганда, но реалноста ги покажува трајниот мандат, кривичната неодговорност и така натаму, финансиска самото, сето тоа има влијание. Судскиот совет тоа е сега кој што има најсилно влијание врз работата на судиите или врз нивната одговорност, но тамо постои систем на солидарност. Значи мора да има надворешно тело кое што ќе ја контролира по потреба или ќе ја преиспитува работата на секој судија. Како ќе се конструира тоа тело? Веројатно ќе треба и уставни промени, и законски промени, но сум јас за длабоки реформи во судскиот систем. Јавното обвинителство е во суштина тамо помали промени треба да има, со тоа што владата има влијание во јавно-обвинителската функција, бидејќи владата го предлага државниот јавен обвинител. Но мора да има механизам. Ако владата не е задоволна од резултатите, да може да го промени. Се разбира, целата процедура се одвива преку парламентот. Сега има се изгласува недоверба, јавниот обвинител останува на функција. Значи мора да има механизам, ако не функционира, ако е под партиско политичко влијание, тој мора да се оди. На нас ни треба систем што ќе гарантира независноста, самостојноста на јавниот обвинител, но не и неговата неодговорност или неработа. Сметате дека вакви тела би ја гарантирале независноста, така? Има модели, се разбира дека имаме ние кратко бе, има модели како и на кој начин како што функционира тоа во некои поразвини држави, се разбира, сето тоа треба да биде прилагодено на нашиот систем, на навиките, нашата култура, на однесување и така натаму, но за секој случај факт дека судскиот систем треба да претрпи коренити промени, се разбира одредени промени треба и во обвинителската област, се со цел да создаде навистина силен, независен систем кој што ќе функционира, но тој мора да биде под постојана контрола на јавноста, преку транспарентност, но и конкретна институција што ќе може за било кој обвинител, за било кој судија да бара да се приспита неговата работа. Се разбира, нема идеален систем, но овој систем сега што функционира е нефункционален, некредибилен, се разбира и голем дел корумпиран кој што граѓаните тоа го проценуваат. Перцепцијата за подршката на судскиот систем врз основа на конкретни случаи. Граѓаните се содружувале со неправда и затоа викат таму нема правда во судот. Ако ние не изградиме систем каде што граѓаните ќе веруваат во тој систем, дека знаат ако се одите на суд дека ќе има праведна одлука, тогаш мислам дека нешто мириса, смрди и треба да се мерува. Така. Доаѓаме некаде до политичкиот дел од барањата што треба нели Македонија да ги задоволи во тој извештај за напредокот, нели што е една година од страна на Европската унија ни се лиферува. Имаме исто негативни оценки во делот на усвојувањето на уставните измени, нели преминувањето нели на тој чекор, практично другата страна нам ке ни овозможи старт на преговорите со Европската унија, но еве и како што изјави вчера подпредседателот на владата Николовски во едно телевизиско интервју, вели дека нема ништо ново во тој дел. Од друга страна, вице-премиерот за европски прашања денеска Муртезани вели дека се работи нели на тоа да дојде до повторно обновување на билатералните контакти па и разговори
со Бугарија ете како да се дојде и до можност за трет протокол со Бугарија. Кои се вашите сознанија, господин Трајнов, во овој дел? Штетата што се направи со прифаќање на францускиот предлог, тешко можеме да ја надминеме. Значи, штетата е направена, последиците ги трпиме сите, блокиране евроинтеграцијскиот процес на државата, се разбира дека течат сите активности, реформи, дека е присутно тука Европската унија, но ова што се случи парламентарното мнозинство во тоа време СДСМ и ДУИ, кога имаше сериозни окажувања меѓу другите, и јас бев тој што најгласно зборува дека не треба вака да се прифати, предложив и заклучоци, меѓутоа сакаат да имат монопол на овој процес СДСМ и ДУИ, мисля дека на тој начин, ако го прифатат по секоја цена францускиот предлог или преговарачка рамка, дека ќе добијат подршка, во суштина не водеа сметка за нашите национални интереси, и еве во каква ситуација сме вовлечени. Се прават обиди, јас во интерес на времето ќе афирмирам 3 работи кои на еден или друг начин сега ги прифаќаат и партиите од власта. Што предлагав? Бидејќи ние не можеме да ја промениме преговарачката рамка, што предлагав? Прво предлагав да дефинираме тоа со Советот на Европа, дека македонски јазик ќе биде официјален јазик на Европската унија. Тоа прашање не е решено, без разлика што тврде опозицијата сега СДСМ или ДУИ дека тоа било решено, не е решено. Второ, за кој што предлага сега и председателката Гордана Силјановска-Давкова околу трет протокол. Јас тоа го дефинирав поинеку, дека прашањата сврзани за идентитетот, јазикот и така натаму историските прашања, дека не може да бидат основа за блокада, за ставење на вето. Тоа може исто така Советот на Европската унија да го дефинира, дека за тоа нема да има блокада за тие прашања. И трето што исто така многу често го сега афирмираат како проблем или како начин за решавање, тоа е реципроцитетот или признавање на правата на македонците во Бугарија. Од тие 3, јас што сугерирам? Парламентот да упати вакви барања до Советот на Европа, на Европската унија. Значи, до Советот на Европската унија, до тама да побара за овие три прашања да биде гарант Советот на Европската унија. Да задолжат Бугарија, меѓу другото, да ги имплементира одлуките на Меѓународниот суд за човекови права, Страсбург. Значи, треба конкретна акција. Не ни треба, како што беше оваа нова декларација, резолуција на СДСМ, пред избори тие направија самоубиствен потек, предлага нова декларација од парламентот, црвени линии. Мислам дека тој што аз мислил, таа идеја апсолутно мислам дека направил погрешна предизборна стратегија, и тоа меѓу другото и тоа влијаеше на резултатот што го постигна лош резултат. Добро, ние сме се изнагредали декларации, нашиот парламент носили порано, така имало и обиди, затоа предлагам така на црвените линии се тие што се на Република Македонија да достави конкретно барање до Европска унија, односно до Советот на Европска унија, каде што председателите или премиерите на државите членки на Европската унија ќе ги донесат тие 3 предлог заклучици, да ги разгледат, да видиме. Да имаме конкретно барање. Се разбира дека дипломатите, председател на влада, дека тие работат сигурно на разрешување на овој проблем, но сигурно дека според проценките дека не се подготвени на штета на националното достоинство да прават отстапки. Овој процес е многу сега актуелен и јас верувам дека ако имаме правилна стратегија, ако инсистираме на одредени решенија, дека може да се тргне напред. Така. Ама за тоа ќе треба, како викаат, и за капка и за договор требаат потребни се двајца. Дали верувате во благонаклонноста на Бугарија во овој дел? Не. Да речеме и за трет протокол да се концепира повторно да се подпише. Стратегија против нашите национални интереси, не го признава јазикот, народот и така натаму, многу има. Направи они една стратешка грешка со тоа што кога ние станавме самостојна држава, Бугарија не призна, Желев меѓу првите, и наместо да градат добри односи, они се додека Грција беше пречката, тие беа во мирување, условно кажано. Сега кога го надминуваме спорот со Грција, тие се јавија со ова блокада, со ова вето. Мислам дека наместо да ги развива добрите односи, да се сближува
македонскиот и бугарскиот народ, наградаме заеднички активности, да имаме заедничка стратегија во повеќе области, тие направија блокада, што е на штета, и она што беше како развој на добри односи, ги блокира, ги вложи односите да сега многу тешко ќе се поправат сите тие состојби, но треба да работиме на тоа апсолутно. Но на крај, знаете, и војни завршувале пак на зелена маса, нели, на преговарачка или маса за разговори. На крај латката е таа. Што зависи од Македонија, треба да направи се да се надмине спорот со Грција. Знаете како и од Европската унија велат, треба да сте свесни за моментумот на повторно нов дух, нов, како да кажам, кислород му се дава на процесот на проширување. Гледаме Црна Гора и Албанија веќе се фаворити за до 2027 да ги завршат преговорите. И тоа, ама ние каде сме? Значи, пошто учествува на овие повеќе... А нема заобиколен начин за уставните измени, значи тие мора да се донесат. Значи учествува на повеќе средби и конференции кои пораки се добиваат за евроинтеграцијата. Значи Македонија по согласување на законодавството и по другите реформи се многу понапред. Не сакам да било каква, да речеме, тие нека се движат напред, бидејќи немаат некои други пречки. Ние сме држава подготвена за влез во Европската унија по сите параметри. Меѓутоа, ова пречка што од Бугарија, не знам како ќе надминеме, дури еве да се надмине спорот актуелен што е, нема гаранција дека повторно нема да не блокира, бидејќи тие имат долгогодишна векна стратегија против Македонија како самостојна независна држава или против македонците да имат свој национален идентитет, да го споруват историјата, идентитетот, јазикот. Сите тие елементи треба Бугарија да ги надмине доколку сака да гради добри односи со Македонија. Веројатно на тоа ќе се работи, но неопходен е да речеме многу по објективен пристап од страна на Европската унија. Не може Европска унија да може да решува други прашања, да не може ова прашање да го разреши. Тоа значи дека тие верувате, значи ако има желба кај Европската унија да изврши притисок или не знам како да крстиме тоа, поголемо внимание нели на проблемот меѓу Македонија и Бугарија, дека би се надминал Европската унија има механизми да го надмине спорот, доколку навистина има пределба. Еве, јас по времето дали Македонија ќе чека на тој момент? Па не, треба, мислам дека активно се работи, се притиска, се дават идеи во таа функција, сега ние разговараме. Значи, кога Грција имаше должничка криза, кога Меркел доаѓаше во Македонија да не убедува 2012, дали не можеше да сугерира, доколку сакате и натаму да продолжиме со стотици милиарди подршка на Грција, да направите компромис со Македонија, да овој процес за евроинтеграцијски процес на Македонија да го поддржите, да не го блокирате. Така да има механизми, сите држави, видите колку држави се зависни од буџетот на Европската унија, тоа е еден од механизмите. Се разбира дека Европска унија генерално не е ефикасна во разрешувањето на некакви конфликти, дека постојано сите очекуваат да се вклучат Соединетите американски држави. Гледам дека интересот на Соединетите американски држави околу Балканот е помал, дека сега се они концентрирани на Украина, но не сакам да прогнозирам, но доколку не се вклучат Соединетите американски држави и процес на надминување на спорот помеѓу наметнат од Бугарија, мислам дека тешко ќе оди. Се надам дека ќе има можности да после Нова година, после 15 јануари да поинтензивно се такви најави нели имаше и од страна на премиерот Мицкоски, да видиме. Објективно ако се работи стратешки, можеби ќе се овие процеси деблокираат. Тоа е наш национален државен интерес, Македонија што побрзо да биде дел од Европската унија. Тоа го бари над 65% од граѓаните, така се уште поддршката на Европската унија е високо меѓу граѓаните. Ви благодарам господин Трајанов за денешното гостување во ова издание на Аргумент Плюс. Благодарам и на вас за можноста да бидам вечерва со вас. Секако. Благодарности и до вас, почитувани гледачи. Довидување.